Дневник на канал Пус телевизија, добро вечер, следуваат настаните кои што го одбележаат 24 ноемвриски ден. Партиите во Штип немаат интерес за бесплатен маркетинг кој го нуди општината. 14 локации во сопственост на општина Штип остануваат празни за овие избори. Пред граѓаните на Кочани презентирана програмата на Коалицијата за промени и правда. Во Штип ВМРО ДПМН презентираше низа мерки за младите, а СДСМ за образованието. Извршена е општа дератизација на 250 канализациони шахти на подрачјето на општина Берово, околните населени места и туристичката населба Беровско езеро. Парт-тајм работа за млади луѓе е една од најновите мерки во предизборната кампања на ВМРО ДПМН. Ова и низа други проекти наменети за младите на ВМРО ДПМН денес беа презентирани пред штипјани. Истите се со конкретен рок на реализација и дефиниран буџет со кој ќе се промени животот на младите во Македонија. Младите во земјата и понатаму остануваат во фокусот на најголемата политичка партија ВМРО ДПМН. Низа нови мерки содржани во предизборната програма, посветени токму на нив, денес беа промовирани пред младите во Штип. Денес посебно ставаме акцент на проектот Парт-тајм работа за млади луѓе. Во неговата содржина се предвидува 4-часовно работно време за студентите на јавните и приватните универзитети, при што компаниите кои што ќе ги вработат тие млади луѓе во период од една година ќе добијат ослободување за задолжителни социјални придонеси, како и за ослободување од персонален данок за доход. Целта на овој проект е примерно да се изврши аклимација на младите луѓе за пазарот на труд во Република Македонија и сметаме дека ефектите кои што тој ќе ги постигне ќе ја подобрат севкупната економска состојба. Преку основањето на Универзитетот Гоце Делчев, младите од истокот повеќе години ги чувствуваат бенефитите од овој незначаен проект. Освен тоа, досегашните проекти кои во голема мера го подобрија начинот на живот на младите и понатаму ќе продолжат да се спроведуваат. Универзитетот Гоце Делчев е еден од најголемите проекти направен во Источна Македонија за сочувување на младото население и намалување на трошковите на фамилиите на тие млади лица. Големиот број на спортски објекти, големиот број на мерки за млади се поттик повеќе да младите можат лесно да одлучат и на 11 декември да го дадат својот глас за оние кои што мислат добро на младите, за оние кои што мислат за напредокот на младите лица во Република Македонија. ВМРО ДПМН е единствената опција на овие избори. Би сакал да набрам неколку проекти кои беа многу важни и кои врз основа на тоа им помогна на младите да имат подобар и поквалитетен живот. А тоа е Купи куќе, купи стан, проект кој е многу важен. Вработување и ослободување на вработување на млади до 29 години, ваучери за лаптопи и таблети, значи бесплатен превоз за учениците, за студентите во Скопје, меѓутоа и секоја трета сабота за патување до Скопје од местата кај што живеат и многу други проекти кои се во интерес на граѓаните, како и за младите средношколци бесплатни учебници, компјутери за секое дете и понатаму ќе продолжи оваа програма да ги стимулира и да помага на младите, бидејќи иднината е во младите. Поголеми плати на наставниците и укинување на екстерното тестирање се дел од мерките за образованието во изборната програма на коалицијата предводена од СДСМ. Оваа партија ќе го поддржи развојот на Универзитетот Гоце Делчев, беше кажано денес во Штип. Партиски предизборен материјал, односно памфлети со отчет за сработеното од страна на владата деновиве биле делени на родителските средби во основните училишта во Штип, забележуваат од СДСМ, од каде најавија санкционирање на оваа појава која се коси со законот за избори. Тоа се памфлетите кои што вчера и денес се делени на родителите. Почитувани граѓани, ова е спротивно на законот за избори, како и на законот за вработени во јавниот сектор, во кој децидно стои дека во тек на работно време вработените во државните институции не смеат директно да учествуваат во изборни активности или други јавни настапи од таков вид.
Ова представува сериозно кривично дело и за ова ќе се одговара. На денешниот партиски прес кандидатот за пратеник од СДСМ во третата изборна единица ги појасни партиските ставови за образованието. Ќе ги наградиме најдобрите основни и средни училишта и ќе ја покачиме платата на најдобрите наставници и професори за 20%. Ќе ја намалиме административната работа на наставниците и професорите. Фондот на часови за професорите и наставниците со стаж над 20 години ќе биде намален и ќе имаат можност да станат ментори. Екстерното тестирање веднаш по превземањето на власта ќе биде укинато. Пред граѓаните на Кочани презентирана програмата на Коалицијата за промени и правда. Носителот на кандидатската листа во изборната единица 3, Весна Стоименовска, порача дека во Македонија ќе ги вратат парите украдени од народот, а ќе ги задржат и младите во државата. Носителот на кандидатската листа во изборната единица 3 од Коалицијата за промени и правда, Весна Стоименовска, оствари средба со граѓаните на Кочани. Ја презентираше изборната програма на коалицијата во која беа посочени проблемите со кои се среќаваат младите и жителите од Источна Македонија. За жал, градовите од Истокот се преполовени по бројот на жители. Тие не само што ги изнесоа парите, туку ги иселија и младите. Од Коалицијата за промени и правда порачуваме дека ќе ги вратиме и парите украдени на граѓаните, но ќе ги вратиме и младите, а политичарите ќе работат одговорно и честно за плата како и секој граѓанин на Република Македонија. Како мерка за задржување на младите тука предвидуваме фонд за млади за поддршка и вработување на млади и креативни кадри во износ од 2% од буџетот на Република Македонија. Како мерка за борба против сиромаштијата и нискиот животен стандард, минималната плата ќе ја зголемиме на 300 евра со поддршка од буџетот и секако средства кои што ќе се обезбедат преку силни антикорупцијски мерки, укинување на репрезентацијата на функционерите и секако кратење на сите непродуктивни трошоци. Во поглед на невработеноста, додаде Стоименовска, ќе се фокусираат на реална и максимална поддршка на малите и средни предпријатија со 3 до 5 вработени, бидејќи тие се стожерот на секоја економски развиена држава. Стоименовска истакна дека ќе биде вратен брендот на Кочани Оризот, а на Оризо производителите ќе им биде дадена реална откупна цена и сигурен пласман, а субвенциите ќе продолжат навремено да се исплаќаат. За крај Стоименовска рече дека промените ќе почнат од Истокот. Ниту една партија не изрази интерес за бесплатно партиско рекламирање на јавни површини во собственост на општина Штип. Денес напладне требаше да се изврши ждребување за распределба на 14 локации, кои најверојатно ќе останат чисти во овој изборен циклус. Законот предвидува парични глоби за оние кои ќе лепат рекламен материјал на места кои денес можеше да бидат закупени бесплатно. Политичкото рекламирање од билбордите и плакатите се пресели на интернет. Во предвидениот рок до 11 часот и 30 минути не пристигна ниту една пријава за жребување за локации за изборни плакати. Заради тоа и не се одржа жребувањето, бидејќи немаме пријавени кандидати, што значи дека сите овие 14 локации според законот и според правилата не треба да бидат лепени со изборни плакати. Дали ќе се случи на терен, тоа е друго прашање. Доколку се случи да бидат излепени, казната предвидува согласно законот за јавна чистота 50 евра доколку лицето биде фатено на самото место како лепи изборни плакати. Преостанатите глоби се предвидени согласно законот, изборниот законник на Република Македонија.
Дел од компаниите веќе исплатиле пола од годишниот регрес на работниците. Според последните измени на општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, предвидено е регрес за годишен одмор во висина од најмалку 40% од основицата, доколку рокот и законската обврска на исплата на К15 работникот не се почитува, за работодавачите следуваат високи казни. Се наближува рокот за исплата на годишен регрес на работниците. Според сегашните одредби на општиот колективен договор, надомест за годишен одмор ги следува сите работници кои работеле најмалку 6 месеци кај еден работодавач. Но се остава можност кај компаниите кои имаат финансиски проблеми во соработка со синдикалната организација да се потпише исплата на помал износ. Од искуство до сега имаме дека одредени компании исплатија, некои исплатија уште во јуни, во јули месец, кои имаа подобри финанси. За другите компании јас би ги советувал сите да ги навистина утврдат вистинските можности, затоа што овде имаат можност за исплата на одреден износ на работниците без придонеси, се плаќа само персонален данок и да направат спогодба со синдикатот да може да исплата некој помал износ ако навистина имаат финансиски проблеми. Затоа што не можеме ние да ги присилуваме да плаќаат К15 компании кои да речеме 3 месеца не исплатиле плата. Сепак мислам дека во тој случај треба да се искористи оваа можност што ја дава општиот колективен договор. Минатата година постоеја и реакции за исплаќање на К15 па враќање или пресметување како плата на работниците, но од организацијата на работодавачи велат дека за сите оние кои нема да ги почитуваат законските обврски следуваат кривични пријави. Тоа се воведе и као кривично дело, значи можеби имало такви случаи и сега овие работодавачи се осмелиле такво нешто да прават, нека знаат дека за такви манипулации следува и кривична одговорност. Немаме точна евиденција затоа што тие од нас не бараат никаква согласност. Можеби синдикатот има подобра евиденција затоа што онаму кај што има синдикална организација, таа треба да се консултира со гранската синдикална организација за да го ја потпише спогодба. Додека работодавачот слободно одлучува, не мора да бара од организација на работодавачи никакви согласности за тоа. Покрај правото на работникот од заработувачката плата, има право на надоместок и на трошоци поврзани со работата. Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, преку Центарот за јавно здравје Кочани извршена е општа дератизација на 250 канализациони шахти на подрачјето на општина Берово. Дератизацијата беше спроведена во градот Берово и населените места Русиново, Ратево, Владимирово, Будинарци, Митрашинци, општинската депонија, како и туристичката населба Беровско езеро. Во Беровско, во населените места Русиново, Ратево, Владимирово, Будинарци и Митрашинци, во изминатиот период беше спроведена дератизација која што исто така го опфати градот Берово. Дератизацијата беше спроведена преку Центарот за јавно здравје Кочани како овластена стручна установа за вршење на дезинфекција, дезинсекција и дератизација, а во соработка со јавното предпријатие за комунални работи и услуга. Со дератизацијата беше опфатена и општинската депонија, како и 250 канализациони шахти на подрачјето на општина Берово. Подобивањето на задолжението од страна на Министерството за здравство и Министерството за животна средина, каде како локални самоуправи, како општини сме задолжени и воедно истопанисуваме со системите за водоснабдување на граѓаните, добивме задолжение да ги направиме потребните заштитни мерки околу захватите на водата и мислам дека ние како локална самоуправа ги задолживме јавните предпријатија кои стопанисуваат со тие стопански објекти да се очистат, да се изврши деконтаминација, тоа собирање на сметот на џубрето околу захватите на водата, така ќе ги заштитиме нашите граѓани од немили појави при користењето на системите. Следната ваква активност, согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, се предвидува во пролетните месеци од 2017 година. Градските гробишта во Штип добија нов паркинг простор. Со над 2 милиони динари се реши проблемот кој го имаа граѓаните со паркирање на возилата и пристапните патишта. За само една година јавното предпријатие ИСР заедно со општина Штип асфалтира над 4 километри пристапни патишта до новите и старите гробишта.
Завршија градежните активности за асфалтирање на пристапните патишта и новиот паркинг простор за околу 100 возила на градските гробишта во Штип. Јавното предпријатие ИСАР и општина Штип инвестираа над 2,5 милиони денари, со што го решија долгогодишниот проблем на граѓаните за паркирање. Направивме и паркинг плац, паркиралишта, модерни паркиралишта и позади и од напред од самата капела, за да може да собере доволен број возила кои што ќе доаѓаат овде на гробиштата. Исто така хортикултура ќе осредиме, делот овде е разеното зеленило кое се наоѓа на самиот паркинг плац, ќе посадиме дрвца, а исто така и багините кои што се наоѓаат овде на самите гробишта ќе бидат комплетно средени. Се тоа го правиме со пари на граѓаните кои што плаќаат за одржување на гробиштата, кои што ги собираме парите. Исто така Штипски ИСАР просторот кај новите гробишта ќе го проширува за уште 130 гробни места. Веќе се формираат нови парцели, ќе има 2 нови парцели, а исто така дерови ќе започнеме и со парцелата која што се наоѓа овде до самата капела, така да тоа е. За помалку од година дена јавното предпријатие ИСАР асфалтирал над 4 километри пристапни патишта до старите и новите гробишта. Во завршна фаза е реконструкцијата на Домот на културата во Македонска Каменица, проект кој општината го реализира со средства од Светска банка. Во новиот културен дом ќе бидат сместени просториите на библиотеката, катче за културно-уметничко друштво, како и нова просторна сала за одржување на културни настани и манифестации. Во завршна фаза на реализација е реконструкцијата на Домот на културата во Македонска Каменица, комплетно уредена зграда во која што ќе бидат сместени сите културни здруженија и установи и каде што во нова просторна сала ќе се одржуваат културно-уметнички настани, манифестации, драмски представи и друго. На самиот крај се градежните активности околу реконструкцијата и надградбата на културниот дом во општина Македонска Каменица, еден проект кој што е произлез од барањата на граѓаните на општината. Со изградбата на овој објект општина Македонска Каменица ќе добие нов простор за сместување на библиотеката, нова градска читална, како и простор за културно-уметничко друштво и за нашиот културно-информативен центар Романса. Ќе добиеме комплетно нов опремен и нова уредена сцена, нов простор каде што може да се одржуваат сите представи кои што ќе се одржуваат во општина Македонска Каменица. Стариот културен дом е целосно реновиран, надграден, поставена целосно нова инсталација и еве се надеваме дека за краток временски период дека ќе биде пуштена во употреба со програма и очекуваме посета од сите граѓани на општина Македонска Каменица. Средствата за целосна реконструкција на стариот културен дом во Македонска Каменица се обезбедени преку грант од Светска банка во износ од околу 40 милиони денари. Делата од најстарата ликовна колонија на Балканот, Струмичката, од денес може да ја видат и виничани. Со настапот на младите гитаристи од истоимената школа при Домот на културата во Виница беше отворена новата изложба со дела од 52-та Струмичка, а воедно најстара ликовна колонија на Балканот. Далечната 63-та година е создадена првата меѓународна од меѓународен карактер Струмичка ликовна колонија. Создадени до сега над 2500 дела. Продефилирани, како што рече колегата, над 2000 уметника од цел свет. Карактеристично за нашата колонија е тоа што мислата, изразот на уметникот не е ограничен. Значи, им дозволуваме кој што сака да работи во сите техники, во сите видови на креации кои што ги дава визуелната уметност. Секоја година во август месец доаѓаат некаде од 20, 23, 4, 5 уметника кои што творат во Струмица. Ова, мислам, е ланската 52-та меѓународна струмичка ликовна, делат од меѓународната струмичка ликовна колонија и мислам дека циклусот на изложби со тоа е завршуван. Интернационалната нишка на колонијата ја бранат 18 автори од Балканот и Европа, кои минатиот август створија во Струмица во повеќе различни техники, меѓу кои доминантни се акрили и масло на платно. Делата се изложувани во сите поголеми градови, а наскоро во Виница се очекува да стасат и делата од последната 53-та ликовна колонија од август 2016-та. И таа е единствената колонија во Македонија во која има отворено и работилница, тоа е студио за мозаик.
Етно вешта жена по четврти пат во Кочани. Жените повторно ја покажаа својата хуманост и подготвија традиционални убави трпези. Манифестацијата има хуманитарен карактер, а годинава за прв пат учествуваат два града заедно – Кочани и Македонска Каменица. Жените од Кочани се хумани. Тоа го покажаа на манифестацијата Етно вешта жена што по четврти пат се организираше во Кочани. Припадничките на понежниот пол, кои сами се пријавија за да ја покажат својата хуманост, подготвија разни кулинарски специјалитети што беа изложени на свечено украсена трпеза. Јадењето беше подготвено во етно стил, од разни сукани баници, јадења од ориз до благи и солени етно специјалитети, баклави и алва. Традиционалните јадења беа на продажба. Хуманоста се покажа на дело, од и се што беше подготвено, беше и продадено. Од годинава манифестацијата доби регионален карактер. Учествуваа жени од Кочани и Македонска Каменица. Етно вешта жена има хуманитарен карактер, секогаш сме за поддршка на децата со посебни потреби, меѓутоа во еден друг начин, дружење со нив, правење забава со нив, создавање еден роден ден на сите дечиња заедно со вештите жени. Тоа за мене е поголемо богатство, да еден ден им го направите понеобичен од сите обични денови. И еден ден го посветите на нив. Кочани го представуваат градот на оризот, значи жените што учествуваат се потрудија да направат јадење во стилот на оризот, значи во сука баници. И ние спремивме свилени кифлици, спремивме зелник на селски начин, спремивме пиварки, спремивме погача, сончуглед погача. Друга разлика од оваа година на Етно вешта жена е внесување на глумата во манифестацијата. Годинава за тоа беше задолжен познатиот лик од македонските народни приказни Владко Дојчиновски. Како целина ќе кажам, како народ, ние сме весел народ. Сите нас ни заведуваат на тоа колку ние знаеме да се радуваме покрај се што ни се случува, колку знаеме да пееме, да сме весели, зошто тоа да не го искористиме? Секогаш е преубаво доживување да се дружи човек со вештите жени, да ја чувствува таа женска енергија. Во Кочани со години наназад, значи навистина има огромен интерес за манифестацијата и тоа е едно дружење, еден ден што е поинаков за жените од оние секојдневни обврски да се отиде на работа дома, да се сготви, да се испере, да се исчисти. Ова е еден начин кога жените не само се дружат, туку и разменуваат искуства. Во конкретниот случај на Етно вешта жена се потсетуваме на сите оние традиционални специјалитети. Инаку манифестацијата се одржува во 15 градови во Републикава, од каде што ќе се изберат по 5 јадења, кои потоа ќе бидат објавени во заедничка брошура со стари традиционални рецепти. Паричката на централната манифестација Етно вешта жена што се одржа во Марков манастир, падна во Македонска Каменица, така што до година ќе се организира голем собир на вештите жени, каде што се очекува присуство на над 2500 жени. Вирусот на птичји грип се шири низ европските земји. Регистрирани се случаи кај дивите птици, а во 2 земји, во Унгарија и во Германија, вирусот се појави и на фармите. Србија веќе ја прошири пограничната зона на заштита и ги зголеми мерките за надзор над домашните и над дивите птици. Една од мерките е надзор, а другата е заштита на собствениците на животните. Сите мора да бидат предупредени. Веќе објавивме водичи упатства за собствениците на животни и за ветеринарите, за да ги заштитат јатата од инфекција со вирусот на свински грип, соопшти од Управата за ветерина на Србија. Најмалку 40 лица загинаа изутринава кога на градилиште во источна Кина се урна скеле. Инцидентот се случил за време на градежните работи на платформа на системот на разладување на електрана во источната кинеска провинција Џанси, јави кинеската агенција Синхуа. Постојат стравувања дека уште луѓе се заробени под урнатините, а на местото на несреќата пристигнале спасувачки екипи. Најмалку 2 лица загинаа, 16 се повредени при експлозија на автомобил бомба на паркингот во Адана. Гувернерот на Адана Махмуд Демиртас вели дека автомобилот експлодирал во близина на влезот на зградата. Демиртас додаде дека за експлозијата е осумничена жена, бидејќи регистриските броеви на изгореното возило се идентификувани. Неколку амбулантни возила и екипи на полицијата пристигнале на местото на инцидентот.
Според правичните податоци, автомобили кои се наоѓале во близина на зградата се уништени. Дванаесет тимови во пресрет на последното коло во Лигата на шампиони обезбедија пласман во осмина финалето, што значи дека има уште 4 слободни места. Последното коло во Лигата на шампионите ќе се одигра на 6 и 7 декември. Европска фудбалска пролет обезбедија Арсенал, ПСЖ, Барселона, Манчестер Сити, Атлетико Мадрид, Бајерн Минхен, Монако, Бајер Леверкузен, Борусија Дортмунд, Реал Мадрид, Лестер и Јувентус. ПСЖ и Арсенал според очекувањата ја минаа групата А, а по последното коло ќе биде познато кој ќе го освои првото место, но и кој од третото место ќе игра во Лига Европа. Во последното коло ПСЖ ќе го пречека Лудогорец, додека Арсенал ќе гостува во Базел. Најнеизвестно е во Б групата каде 3 тима се борат за првите 2 позиции. Во пресрет на последното коло и меѓусебниот дуел во Лисабон, Наполи и Бенфика имаат по 8 бодови. Бешикташ е трет со 7 и во последното коло со триумф во Киев над Динамо и ќе обезбеди осмина финале. Бенфика со победа на Наполи ќе игра во нокаут фазата, додека на наполитанците им е доволен 1 бод од овој меч, бидејќи се подобри во меѓусебен скор. Работите се повеќе од јасни во групите С и Д. Првите места во овие групи ги освоија Барселона и Атлетико Мадрид, а како второ пласирани завршија Манчестер Сити и Бајерн, кои на осмина финалната жребка сигурно ќе бидат најнепосакуваните противници за победниците на групите. Монако со добра игра успеа да си го обезбеди првото место во Е групата, а втор е Бајер Леверкузен. Ф групата ја минаа Борусија Дортмунд и Реал Мадрид, а кој ќе биде прв ќе биде познато под нивниот дуел во Мадрид на 7 декември. Повеќе изгледи за третото место има Спортинг, кој ќе гостува кај Легија, која само со победи може до третото место. Англискиот првак Лестер ја обезбеди единицата во Г групата, а на второто место Порто има 2 бода повеќе од Копенхаген. Во последното коло Порто ќе го пречека Лестер, а Копенхаген ќе гостува во Бриж. Фудбалерите на Вардар рече се обезбедија пласман во полуфиналето на националниот куп, додека преостанатите 3 патници меѓу најдобрите 4 екипи во купот ќе се решаваат во четвртфиналните реванши. Актуелниот шампион според очекувањата лесно славеше на теренот на второлигашот Металург. Асани Николов, Попов и Петковски ги постигнаа головите за Вардар во победата 4:1. Пелистер славеше против Силек со минимален резултат, а единствениот гол го постигна Божиновски во 78-та минута. Победа и Брегалница играа во Охрид. Мечот заврши 2:2. Ристивски и Гешовски беа стрелци за победа, а головите за Брегалница ги постигнаа Здравков и Велинов. Голови немаше единствено на надпреварот помеѓу Шкупи и Шкиндија. Ова беа сите содржини за ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Имајте пријатна вечер со програмата која следи.